Го испланиравте ли вашиот годишен одмор или допрва ќе кроите планови? Ќе отпатувате некаде или ќе останете во државата? Колку пари планирате да потрошите? Кој е клучниот фактор кој влијае на вашата одлука која дестинација да ја одберете? Туристичките работници ќе тријат раце кога сезоната ќе биде во полнек. За разлика од нив, граѓаните бараат начин за идеалната комбинација. Убаво е ефтино. Бараме одговор на прашањето колкав дел од луѓето можат да си дозволат одмор 7 дена надвор од нивното место на живење. Неколку анкети направени на Балканот и во Европа покажуваат поразителни резултати. Еве што велат последните податоци на Евростат за земјите од регионот, пласирани пред неколку дена иако тие се однесуваат на ситуацијата од изминатите години. Повеќе од половината македонски граѓани одговориле дека не можат да си дозволат еднонеделен одмор. Морињата, езерата, плажите, планините се само желба за 55% од нив. Слична е ситуацијата и во Албанија, каде 3% повеќе од граѓаните одговориле дека не можат да си дозволат еднонеделен одмор надвор од местото на живење. Најлоша е ситуацијата во Косово. Мапата која ја гледате покажува дека 69,5% од граѓаните не можат да си дозволат еднонеделен одмор надвор од местото на живење. Црна Гора е атрактивна туристичка дестинација, но од 64 до 70% се движи процентот на граѓани од оваа држава кои од 2019 до 2022 не отпатувале на одмор надвор од местото во кое живеат. Најдобри се показателите во Србија, каде негативен одговор дале нешто над 40% од граѓаните. За разлика од земјите од Западен Балкан, меѓу земјите од Европската Унија, одмор можат да си дозволат најголем дел од граѓаните на Луксембург, Норвешка и Швајцарија. Процентот на луѓе кои не заминуваат на одмор од овие држави се движи од 7,6 до 8,4%. Статистиките на Балкански барометар се малку пооптимистични во однос на оние од Евростат. Според овие податоци, најмал проблем со заминување на одмор надвор од местото на живење имаат косовските граѓани, а најголем граѓаните на Црна Гора.